Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Извештајот за работењето на комуналното предпријатие Водовод во текот на минатата година беше тема за која најмногу се дискутираше на седницата во Советот на општина Кочани. Оценето беше дека искажаните позитивни финансиски резултати не се добиени со рентабилно ангажирање, туку поради поскапувањето на услугите што ги плаќаат корисниците. Завршната сметка на комуналното јавно предпријатие Водовод за 2016 година и на последната седница на Советот на општината предизвика најмногу внимание меѓу советниците. Во воведното образложение, првиот човек на предпријатието се пофали дека од финансиски аспект минатата година завршила позитивно, при што истакна дека се остварени повисоки максимални приходи во однос на планираните, додека трошоците биле нешто пониски. На страната на вкупните приходи имаме реализација од планираното 96%, на страната на вкупните расходи 93%. Во однос на структурата на приходите по работни единици, приходите и расходите по работни единици, сакам да кажам дека секторот водовод и канализација доминира и во делот на приходите и на расходите. На второ место е комунална хигиена, следи геотерма и градско земјило. Тековите побарувања имаме зголемување за 5%, на страната на обврските по основ на набавки и долгови кон нашите добувачи имаме намалување за 15%, односно коефициентот е 85. Сепак, оптимистичкото гледање на Папазов за успешно завршената година најде на забелешки кај советниците од опозицијата, при што беше оценето од и позитивниот финансиски резултат бил постигнат со поскапување на услугите. Суштината на добиениот резултат сакам да истакнам дека е во покачувањето на цената на водата и директно ударањето по джебот на граѓаните, благодарение на дел од советниците кои што седат во овие советнички групи. Значи и тогаш и сега ќе спомнам дека покачувањето на цената на водата на енормно висока позиција во која што нема ни една друга општина во Република Македонија се должи на тоа да денес комуналното јавно предпријатие има позитивен финансиски извештај, тоест добивка од 5 милиони денари. Освен поскапувањето на водата, Алексов рече дека имало и покачување на цената на услугата за канализација, што секоја година расте за 2 денари од метар кубен. Сепак, како одговор на неговиот став, имаше и оправдување за поскапувањето на услугите на водовод, што ја разгоре атмосферата на седницата. Неминовно е плаќање на висока цена, се додека не се решат фундаменталните проблеми. Јас укажувам веќе трета година поред кој е тај фундаментален проблем. Има повеќе. Меѓутоа, еден од фундаменталните проблеми е решавање на загубите на вода. Кога загубите на вода ќе бидат решени, ќе биде решена и цената. Во услови кога 40% остварува приходи, односно трошкови, водовод и канализација, при загуби 70% директно ќе влијае на цената на водата. Значи, тоа е решение, не е решение у припокување, у ставање замерки што секако се оправдани до еден извесен степен, без алудирање на политички поени и така натаму. Надминувањето на овој проблем пред се беше представено како преку начин со изградба на браната или на акумулацијата Речани и со цевковод обезбедување на вода за пиење до фабриката за вода. Тоа беше ветување на градоначалникот Радко Димитровски, кој што моментално не е тука, до завршување на првиот мандат. Денес е последната или предпоследната седница од вториот мандат. Ние сите сме излажени. Тоа не е завршено. Тоа е проблемот. Тоа не може градоначалникот да го реши без, тоа е републички проблем. Значи, ја не би разговарал за тоа. Меѓутоа, разговарам за нешто што ни е дофатливо, нешто што е во наши раце, нешто што ние можеме. Во оваа прилика повикувам добивката да се вложува во решавање на проблемот на загубите. Тоа е реално ние што може да одлучиме. Што ако не се направи брана Речени? Ајде се прашаме така. Значи ли дека треба вака да си гусламе? Советничката Лиljana Арсова рече дека и на крајот на мандатот на овој состав на Советот на општината
се повторуваат работи што биле зборувани во изминатите 4 години, со предпоставка дека веројатно и овој пат нема ништо да се промени. Делот на водоснабдувањето е често пати прашање кое што граѓаните на Кочани го дискутираат. Значи, честите прекини на вода, особено, може да се видат дека прават нервоза кај граѓаните. Знам дека ќе кажете дека се трудите да ги санирате, меѓутоа очигледно е дека тука некоја друга стратегија треба да се примени. Мојот апел до вас лично, како раководител на водовод, е дека кога настануваат прекини на струја, на вода, во делот на институциите како што се училиштата, барам да има информација. И покрај дополнителната забелешка, одговор немаше. Па на крајот од расправата за оваа точка, по околу половина час, извештајот за работењето на водовод за минатата година беше усвоен со гласовите на советниците од мнозинството. Граѓаните алармираа за ново загадување на речните води. Овој пат загадувањето е на Кочанска река кај Горни Подлог, што може да биде потенцијална опасност за наводнувањето на уризовите површини. Непозната материја со црна боја што подоцна премина во светло-сива истекуваше пред пладнето од испусна цевка во коритото на Кочанска река кај мостот на влезот на селото Горни Подлог. Освен заматувањето на речната вода, во околината можеше да се почувствува и необична миризба, што најверојатно е резултат на испуштањето на отпадните материи. Земјоделците, кои први го забележале загадувањето на водата во реката, веднаш ги известиле одговорните за наводнување на оризовите површини вработени во водостопанската подружница, кои излегле на терен и ја констатирале состојбата. Се испушта некоја материја црна, парчиња, не знаеме од што доваѓаат и од кое својство са. Меѓутоа, од оваа вода ние наводнуваме дел од оризовите полиња, каде што има направено сега штета на самите земјоделци на полињата кои се засејани со ориз. Дали пријавивте некаде? Моментално е пријавено во инспекторатот и се работи на откривање од каде доаѓа оваа материја и да се види од какво својство е. Ќе бидеме принудени да ја потргнеме оваа вода и да се тражи друг дел од да се неко надополнува тие површини со ориз, односно оризовите полиња со брегалничка вода која е почиста. Меѓутоа иста вода оде и надоле во Чишиново, така да ќе имаме проблеми со тие полиња. Со оглед што се работи за испусна канализацијска цевка, на која се приклучени повеќе корисници од индустријската зона, за сега не може да се претпостави од каде истекува отпадниот материјал што ја загадува реката. Сепак, од водостопанската подружница Брегалница ги повикуваат сите субјекти кои се потенцијални загадувачи на речните води да престанат со испуштањето хемиски и друг вид отпадни материи. Со оглед што во моментот за полнење на оризовите ниви се користат само проточните води, реките во регионот се на максимално ниско ниво, па концентрацијата на штетни материи може да достигне енормни количини. Инаку, за краток период, ова е второ загадување на речните води во регионот, откако пред 10 дена слично испуштање на отпадни материи имаше во горниот тек на реката Осојница, од што беше загадена и Брегалница. Дводневна обука во рамки на проектот за унапредување на услугите од социјална вклученост за своите членови организира Сдруженијето Мобилност од Кочани. Целта на проектот е да се унапредат еднаквите можности на пазарот на труд во кој рамноправни учесници би биле и лицата со телесна инвалидност. Сдруженијето на лица со телесна попреченост Мобилност од Кочани е домакин на дводневна обука што под називот Лична асистенција за живот, работа и радост се спроведува со поддршка од ИПА програмата на Европската унија за развој на човечките ресурси. Присутните на тренингот се дел од пилот проектот за унапредување на услугите на социјална вклученост што се реализира во Македонија, а нашето здружение е носител на активностите. Проектот содржи 3 компоненти, од кои првата е насочена кон развој на професионалната рехабилитација, втората кон развој на услугите за лична асистенција, додека третата компонента е наменета за развој на информатичката содржина Лирикус, како поддршка на претходните 2 услуги што се развиваат. Тренингот во Кочани се реализира во соработка со експерт од Хрватска.
Cilj je da 7 lica... Целта е 7 лица со телесна инвалидност од подрачјето на Кочани и поширокиот регион, кои се вклучени во проектот, заедно со нивните лични асистенти, како и представниците од јавните служби, како што се Агенцијата за вработување. Центарот за социјална работа и работодавачите да добијат информација за тоа што е лична асистенција, каква услуга е тоа и како може да придонесе за квалитетот на живење на лицата со инвалидност. Исто така, треба да се согледа како изгледа моделот на лична асистенција во Македонија, а истовремено да се добијат повратни информации од лицата со инвалидност и сите вклучени во обуката, што тие мислат за оваа услуга, како таа во иднина треба да изгледа и да се развива, односно да ни дадат повратна информација нам додека работиме на развивањето на услугата. На тренингот во Сдруженијето Мобилност беше речено дека личната асистенција ја дава друго лице и таа е насочена кон тоа да му се овозможи на лицето со телесна попреченост да достигне самостоен живот, како активен член кој ќе придонесува во заедницата и во општеството во целина. Личниот асистент е обучен за одредени вештини, не е осудувано лице, а за помошта што ќе ја дава ќе добива соодветен надоместок, при што таквата услуга не може да ја дава член од најблиското семејство на лицето со телесен инвалидитет. Пред присутните гости и граѓани на општина Кочани во Центарот за култура Бели Могри беше промовиран зборникот на македонскиот манифест Име од светлина и рани. Негов уредник е Ефтим Клетников, а делото го промовираше Стефан Мицов Влахов. Во Центарот за култура Бели Могри во Кочани беше промовиран зборникот на македонскиот манифест Име од светлина и рани. На промоцијата покрај многобројните граѓани меѓу гостите беа и митрополитот Повардарски Агат Ангел и митрополитот Брегалнички Иларион. Промотор беше Стефан Мицов Влахов, кој што уште еднаш посочи на одговорноста да се сочува македонското име и јазик и да не се дозволи делби на било каков начин. Сега често пати велиме дека македонскиот идентитет е постар од македонската држава. Тоа е точно, ама зашо е така? Сега на Балканот, а и посебно во Западниот Балкан, пошто има специфични географски услови там, е имало многу етноси. И алтернативата, уште од антиката е била, или да се самоуништат меѓусебно, затоа што никој од нив не е имал предност. Никој не е бил поголем од другите, релативно са били слични, или да се обединат преку синтеза. Сега тие, пошто били по-паметни од нас, се избрали вторијата варијанта, синтезата, а од тука и поаѓа и македонскиот космополитизам. Зборникот Име од светлина и рани содржи трудови, есеи, отворени писма и реакции, а негов уредник е Ефтим Клетников. Корицата е оплакувањето на Исус, она антологиска светска преска од Нерези кои го сметаат, јас сум читал дека италијански историчари на уметноста како извор на италијанската ренесанса, пасите на Джото, нивниот најголем ренесансен сликар. Некако прво сакавме да ја ставиме она причестување на апостолите од Михаил и Кифи, некако после наеднаш ни светна дека е тоа најпогодно, дека и Македонија во ситуацијата како Исус нека ни прости. Исус, што го спомнувам во тој контекст, но сигурно нема да се налети, бидејќи Македонија е земјата и народот кој беше препорачен од небото за да го спроведе налогот, тестаментот на Бог за ширење на христијанството. Зборникот носи импресивен наслов Име од светлина и рани, име кое што е полно со светлина, со културно-цивилизацијски дарови, кои ги подари тоа име на светот за време на Александар Македонски, кој што го заведуваше принципот глобалистички на култура и космополитизам. И откако апостол Павле доаѓа во Македонија, од државата блика изворот на христијанството, рече Клетников на промоцијата и додаде дека во книгата е поместен еден прекрасен текст на академик Ѓорги Поп Атанасов, кој што пишува за македонската христијанизација, кој што е пишуван на руски јазик.
Промоцијата на зборникот беше збогатена со учество на ученици од Основното музичко училиште Ристо Јоруков, кои што свираа композиции на клавир и виолина. Солидни резултати постигнаа учениците од Основното музичко училиште Ристо Јоруков на меѓународни надпревари по пијано и виолина, што се одржаа во Ниш и во Софија. Се вратија со освоени први, втори и трети награди. Никола Илиев од трето одделение, кој што свири пијано во класата на професор Марија Лазарова, ја освои втората награда. Тамара Охомуш пак и Иван Милосов учествуваа во надпреварот за гудачи во Ниш, кои работеа под менторство на професор Драгана Трифуновиќ и исто се вратија со освоени награди. Првиот надпревар по пијано беше во саботата во Софија, во Националната музичка академија Панчо Владигеров, на кој што учество зеде ученикот Никола Илиев од трето одделение во класа професор Марија Лазарова, освои втора награда. Ова е негов прв надпревар, соло надпревар, се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму и дека наградите и резултатите ќе си дојдат сами по себе. За разлика од Никола, учениците Тамара Охомуш и Иван Милосов зеда учество на надпреварот во Ниш, значи надпревар за гудачи, на кој се представија со своите инструменти, со своите виолини, работат под менторство на наставник Драгана Трифуновиќ. Значи ова не е нивни прв надпревар, меѓутоа резултатите се кажуваат своето. Бев на надпревар во Ниш и освоив прво место. Беше силна конкуренцијата и успеав да го освојам првото место. Јас ги свирав композициите Борена Боријанке, прва и 10-та варијација, да бои Паганини и концерто на 5. Бев на меѓународни надпревар во Ниш по виолина, свирам на виолина и таму го освоив трето место. Конкуренцијата беше доста висока, имам одено на надпревар повеќе години и имам освоено награда. Ги отсвирив песните Етида, Бах, варијации и двете теми Бајдушко. Јас оставив второ место во Софија, Бугарија. Од музичкото училиште се надеваат дека учениците и понатаму ќе освојуваат и други солидни награди, бидејќи надпреварите допрова почнуваат на меѓународно и државно ниво. На годинешниот детски литературен фестивал Ракатки 2017, што се одржа на 22 април во Радовиш, ученичката Наде Ефремова од 8-1 одделение од Основното училиште Никола Карев беше прво наградена за својата поетска творба Имам желба. 4 први места пак освои хорот на ова училиште на регионалните смотри за хорови и оркестри. На 22 и 23 април во Радовиш се одржа по 13 пат детскиот литературен фестивал Ракатки 2017 во организација на Домот на просветни работници и Министерството за култура. Темата на која пишуваа младите литерати основци од Македонија беше Имам желба. На фестивалот, покрај 35 учесници од Македонија, учество зеде и ученичката Наде Ефремова од 8-1 одделение од Основното училиште Никола Карев, под менторство на наставничката Љупка Стојменова, која за својата песна Имам желба ја освои првата награда. Творевме на тема Имам желба и мојата песна беше со насловот Кревам глас со желба, за која освоивме првата награда. Се друживме и со другите учесници и со наши познати писатели, како што се Петар Миладиновски, Горијан Петревски, Славка Арсова и Стојан Арси. На 13-тото издание на детскиот литературен фестивал Ракатки, кој што се одржа викендов на 22 и 23 април во Радовиш, учество зедовме со ученичката Наде Ефремова од 8-1 одделение, која што со својата песна беше прво наградена. На надпреварот учествува литературни творби од цела Македонија и еве нашата творба на ученичката беше издвоена во првонаградените и таа таму ја прочита и имаше одлична интерпретација. Инаку солиден настап имаше хорот на Основното училиште Никола Карев на надпреварот на регионални смотри на хорови и оркестри, што се одржа во неделата. Освоја 4 први места. Во категориите на прва, втора и трета категорија, сите учесници имаат задолжителни композиции, така да нашето училиште настапи со прва категорија, трогласни композиции, со задолжителни композиции и ги освоевме највисоките
пласмани. Нашиот хор освои 97 бода прво место, оркестарот освои 96 бода прво место, вокалните солисти, а тоа се во рангот на слободна интерпретација на вокално исполнување на композиција, тоа беше странска англиска мелодија. Љупка Јорданова освои 99 бода прво место и Ана Георгиевска освои вокален солист прво место 97 бода. На регионалните смотри учествуваа сите основни училишта со своите хорови и оркестри и вокални интерпретации. Хуманитарна акција за помош на Методи Митев ќе се организира на 9 мај по повод Денот на Европската Унија. По повод Денот на Европската Унија 9 мај група млади луѓе организираат хуманитарна акција за помош на Методи Митев. На акцијата ќе се продаваат зелници и други сукани јадења. За таа цел се повикуваат сите жени домаќинки да земат учество во акцијата со тоа што ќе сукаат и на тој начин ќе донираат и ќе покажат својата хуманост. Се повикуваат сите жени домаќинки кои сакаат да ја покажат својата хуманост на дело, доколку се можност да месат зелник, баница или кифли со цел за донирање на Методи Митев за акција. Акцијата ќе се одржи на 9 мај во градскиот парк во Кочани од 11 до 18 часот. Апелираме до сите хумани граѓани на истиот ден 9 мај да не посетат во паркот и да се купат од понудените производи направени од вештите раци на кочанските домаќинки. Повелете, посетете не и донирајте за помош на Методи Митев, за нов живот на Методи Митев. Заинтересираните жени кои што сакаат да помогнат може да се пријават на телефонските броеви испишани на екранот. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.